Реформскиот план 369 ќе го реализираме до следниот НАТО самит во Брисел во јули годинава, најави националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. За да станеме членка на НАТО останува да се реши проблемот со името, за кој се водат интензивни преговори како никогаш досега. Новата влада тоа го адресира со забрзано темпо, колку да е тешко, планот 369 мора да се реализира и нашиот план е тоа да се заврши пред следниот самит на НАТО, значи зборам за овој дел мимо името, до 11-12 јули следниот оваа година во Брисел, кој ќе биде следниот самит на НАТО. Че сите други работи да бидат завршени и да остане само прашањето за името. А прашањето за името знаете дека денеска продолжува следна рунда на преговори во Виена и ќе видиме тоа како ќе се одбива. За Пендаровски само преку решение на прашањето за името може да влеземе во НАТО. Друга алтернатива не постои. За жал нема. За жал нема, ако ние сме пробали и така 2008 година и на Букурешкиот самит пробавме со таа варијанта. И знаете дека тамо се решава со консензус, нема консензус -1, -2, Грција рече не и таа варијанта пропадна. Тоа, ова што јас ви го кажувам, многу директно и отворено го кажува при својата посета на Скопје, на Македонија, генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кој рече не барате за обиколни патишта, тоа е. Таа е организацијата во која вие барате да влезете, не ве туркаме ние со сила, ако не сакате, откажете се, али штом сакате, тие се и политички предуслови, базичниот принцип по кој работи НАТО е консензус комплет за најважните прашања и од тоа нема бегање. Така што ние го знаеме тоа и нема бегање. Тој на новинарско прашање одговори дека Арама многу заостанува од земјите членки на НАТО алијансата во материјално-техничка смисла, но човечкиот капацитет и професионалноста на припадниците на Арама е нашата предност. Тој се надева дека опременоста на војската ќе се подобри во иднина преку зголемувањето на буџетот на Министерството за одбрана.